25 години македонска независност, 25 години независна и самостојна Република Македонија. Собствени институции, собствена валута и собствен државен економски и финансиски систем. Ден за славење, но и ден подсетник на настани и појави кои се случија во изминатите 25 години, кои оставија белег на едно блиско минато на нашата држава. Од економски аспект, изминатите 25 години независност ја одбележаа многу падови, но и значајни подеми. Голем број на економски успеси и процеси, но и негативни економски реформи, кои трајно останаа врежани во меморијата на македонскиот народ. Токму таква беше трансформацијата на капиталот, односно приватизацијата, која за секој граѓанин на Македонија е и останува негативна асоциација, темна страна на развојот на македонската економија и држава. Негативен пример за реформирање на капиталот, негација на собственичките права, конкуренцијата и корпоративното управување, уривање и на така кревката македонска економија и, за жал, болна реалност на стотици илјади македонски семејства. Процесот на приватизација во Република Македонија започна во 1989 година во тогашната СФРЈ, со така наречените закони на Анте Марковиќ, со кои се создаде најнапред така наречено интерно акционерство, кога со големи дисконти вработените акционери станаа собственици во најголем дел во своите предпријатија, а подоцна во јуни 1993 година продолжи со донесување на македонскиот закон за трансформација на предпријатија со општествен капитал, кој воведе поразличен модел на приватизација кој продолжи законски да се нормира во 1995 година, кога се донесе законот за преструктурирање на дел од предпријатијата кои во своето работење искажуваат загуби. И во 1996 година, со Законот за трансформација на предпријатијата и за другите со општествен капитал, кои стопанисуваат со земјоделско земјиште и Законот за приватизација на државниот капитал во предпријатијата, со чии член 14 се предвидува попусти за продажба на државниот капитал. Овие закони, наместо да предвидат долгорочен и транспарентен модел на приватизација, во кој ќе се почитуваат собственичките права на вработените, меѓународните практики на приватизација, начелото на конкурентност, создадоа процес на буквално разграбување на општествениот имот и неправедно и сомнително приватизирање на фабриките и комбинатите, кои вработуваа стотици илјади граѓани. Овој трагичен модел на приватизацијата според многумина го означи силниот удар врз македонската економија, кој се реализирал преку тогашното политичко раководство и малата бизнис елита. Стекнувањето на капитал без пари создаде и процес на отсуство од желба за менаџирање и успешно раководење на дотогаш успешните фабрики и комбинати. Сето тоа резултираше со затварање на компании и оставање на стотици илјади работници без работа. Резултатите од болната приватизација беа фатални за македонската економија. Над 680 фабрики и комбинати беа упропастени и затворени, од кои 154 представуваа дотогаш македонски индустријски гиганти. Илјадници предпријатија станаа неликвидни, стотици чекаа стечајна постапка со која раководеа само неколкумина стечајни управници и стечајни судии во државата. Над 200.000 македонски граѓани останаа без работа и без собствена екзистенција и според познавачите, над 4 милиарди евра капитал беше обезвреднет и заврши во рацете на малобројната политичка бизнис елита. Тоа беа години кои предизвикаа несигурност во општеството, огромни екзистенцијални проблеми, протести поради загубеното работно место и многу семејни трагедии. Приватизацијата, освен дома, како најнеуспешен модел во целиот регион на југоисточна Европа, беше прогласена и од бројни странски представници и аналитичари. Стапката на невработеност на почетокот на 90-тите години изнесуваше помеѓу 18 и 19%. Како директна последица на катастрофалната приватизација и лошите економски политики, резултатот беше драстично зголемување на бројот на невработени, односно невисоката алармантна невработеност во 2005 година со 38%. За потребата да се направи трансформација на капиталот од државен во приватен беше оценето на највисоко ниво, а беа предложени 3 модели, велат универзитетските професори.
Избраниот модел беше применуван и во други земји. Трансформацијата не помина без потреси, а побрзо се трансформираа компаниите кои биле извозно ориентирани. Процесот да се вратиме на процесот на трансформација на собственоста на капиталот, се одвиваше дел со тешкоти, дел со акламација. Компаниите кои што беа извозно ориентирани, особено нето извозниците, многу брзо се трансформира од државна, односно од општествена во приватна. Компаниите од услужната дејност базирани, да кажеме, хотелиерство, терциарните дејности, банките, потоа областите врзани за транспорт, шпедиција, да не набројам, да не замарам, има позитивни трендови и позитивни активности врзани за брзото трансформирање. Приватизацијата останува во минатото и во меморијата на македонските граѓани, а состојбите на економски план почнаа да се подобруваат во последната декада, кога македонската економија зема сериозен замав. Со политиката на отварање нови работни места, невработеноста денес е на историско најниско ниво и од 38% се намали под 25%. Намалувањето на невработеноста е резултат на рекордниот број од над 150.000 новосоздадени работни места. Во земјава почна да се применува политиката на агресивно привлекување странски компании и за прв пат од македонскиот пазар почнаа да се извезуваат производи со високо додадена вредност кои претходно не беа познати за домашните бизнисмени и компании. Се донесоа плејада на мерки и закони со цел подобрување на условите за бизнис. Вработувањето сега е на рекордно ниско ниво, под 25 или околу 25%, а знаеме колку беше. Надворешната задолженост е повторно во рамките, иако благо се зголеми, многу благо се зголеми во овој краток период, конзистентната монетарна политика и одржувањето на девизниот курс како една од сегментите на монетарната политика, односно утврдување на врзувањето на нивото на курсот на денарот во однос на еврото или врзувањето на еврото придонесе кон стабилност на планирањето на активностите. Македонија успеа во турбулентното обкружување и неповолните надворешни влијанија да ги одржи и монетарната стабилност и стабилност на девизниот курс во однос на еврото. Во изминатиот период фискалната и монетарната политика беа добро координирани. Со одржувањето на стабилниот девизен курс се заштити и стандардот на граѓаните и се обезбеди сигурност во работењето на фирмите. За во иднина, заеднички се очекувањата и на бизнис секторот и на граѓаните, дека годините пред нас ќе бидат години во кои државата ќе одбележува позитивни економски резултати, натамошно намалување на невработеноста, раст и развој на економијата и подобрување на животниот стандард на граѓаните.